Да, петочно издание на ние посветено на македонската кинематографија, на успесите и на филмовите кои што на вистина прават бум, би рекла, ширум фестивалите не само во Европа, туку генерално низ светот. Ќе зборуваме и поводот за денешното гостување ни е првиот анимиран долгометражен македонски филм Јон или Џон Вардар против галаксијата, кој што на вистина испишува историја за македонската кинематографија по бројните успеси на фестивалите ширум светот, но и по сето она што периодов го прават. Ќе ги поздравам до мене Гоце Цветановски, режисер и сценарист на филмот. Добро утро. Емилија Мицевска, актерка, инаку дама која што хероина во филмот, така? Хероина, да. Лили е ликот кој што го доловуваш и заедно со нас е Димитар Ѓоргиев, директор на анимација, со оглед на тоа што е анимиран филм. Верувам значаен или клучен лик твојата професија во целата оваа приказна за анимирани филмови. Да, добро утро, дефинитивно. Не можеме да го направиме филмот без аниматори, тоа дефинитивно. Да. Ќе зборуваме и за анимацијата денес, за анимацијата некогаш, како изгледале порано филмовите, како се денеска, но ќе започнеме некако од идејата, Гоце, затоа што велиш 9 години се работеше нова филмско остварување, кое што е актуелно од минатата година. Заради тоа што имаше премиера на Кине Нова, сега зборувам премиера тука за македонската или домашна публика, но патувачката ваша приказна филмска, значи по филмски фестивали започнува уште од лани, но и оваа година продолжувате некако со ист интензитет и постојано дури и посилно, јас имам такво чувство, и тоа само зборува за добро препознаената идеја дека филмот анимиран, прв македонски долгометражен, може далеку да стигне. Како или кога беа во зародиш идеите за Џон Вардар, за денес после толку години да биде веќе реалност? Да, сето почна од една утринска рутина, да речем, на арт директорот на филмот Михајло Димитриевски, Тхемичо, кој што пред повеќе години, значи тоа уште пред да почне самата продукција, на еден интернет форум на кој што се собиравме сите стрипаџи, односно љубители на стрипската уметност, секој утро пред да почне да црта за тоа што му било дневна работа, се загреваше со цртање на еден вонземјанин. И јас многу ги сакав, бидејќи Мичо има така еден специфичен стил, карикатурален. И препознатлив, да, препознатлив, ги гледаш ликовите и се смееш. Го гледаш, мислам, не мора да мрда, смешен е сам по себе. И секој ден чекав да видам што ќе нацрта денеска, бидејќи секојаш беа премногу различни, значи Мичо онака е многу креативен човек. И после 270 лика, му реков, морам да напишам нешто за ова. И така, од прилика вика, па добро, како имаш идеја, напиши. И сакав да направам некоја приказна која што е нетипична за македонската кинематографија, значи со многу малку човечки ликови, која што се случува надвор од земјината орбита, значи низ галаксијата. И така се роди идејата за ова дело. На почеток, кога работев на сценариото, и не верував, можеби, мислам, или не очекував дека некогаш дека ќе има готов филм, да, бидејќи изгледаше премногу и скапо и тешко за изработка и така натаму, но ете, некако се склопува. И скапо ли е, кога веќе го споменавме тој момент, затоа што анимираните филмови ширум светот, знаеме колкав буџет носат. Да, скапо е многу, бидејќи голема екипа работи и долго време работи. Ние, например, дури во нашиот закон немаме, мислам, не е адаптирано за анимирана продукција, бидејќи според филмскиот закон, например, не можеш да вработиш човек повеќе од 6 месеци. Значи тука и други работи административни ве кочеле во процесот. И сега кога големи компании како Pixar и Disney им треба 3 години да направат филм, каде сме ние тука, така што да, скапо е бидејќи многу луѓе работат долго време за да се направи делото. Да. Димитар, знаеме што значи анимацијата во денешно време, во 21 век, затоа што гледаме фантастично изработени анимирани филмови во светот. Но што значи за тебе и генерално за Македонија анимацијата и работата на овој филм? Колку беше предизвик, колку имавте потешкоти, освен овој финансиски момент кој што велиме дека е исклучително скапо, но
повторно, не може не се 3 како години како во Дизни, но се 9 и сепак имаме успешен проект. Да, предизвици покрај самите буџетски ограничувања исто така беше и што нема доволно едуцирани, образовани, па и искусни аниматори, кои што, ете, јас самиот кога влегов на филмот, исто бев неискусен и се учев со самиот филм. Меѓутоа сега, голема разлика е денеска, тоа што веќе имаме некој базичен тим кој што може да фати вакви проекти и да ги направи уште од старт со знање, искуство и талентот за да може да се пренесе на екранот. И стварно се надеваме дека ќе имаме прилика да правиме многу уште филмови, подобри филмови и се надеваме дека нема да имаме такви буџетски ограничувања во иднина, пошто навистина потенцијал има во Македонија. И тоа сакам да укажам дека млади деца кои што би сакале да работат во таа професија, еве ја лично никогаш не мислев дека ќе работам еден ден на анимиран филм, ама ете се случи дека има платформа некако како да се изградат самите себе како аниматори, дека има некаква иднина во Македонија за тоа, пошто дефинитивно има многу голем неискористен потенцијал. Убаво што спомена, има иднина сепак, да не се демотивираат, бидејќи и тоа е новото време, мора да се прилагодиме. Јас дури би додал, извинете, би додал дека не само што има иднина, туку е во подем анимацијската сцена во Македонија, значи се работат се повеќе проекти, се зголемува квалитетот и на проектите и на луѓето кои што работат, бидејќи со тек на време, со искуство, секако дека стануваме подобри. Така што кој сака да учи, нека повели. Да. Само да има желба. Емилија, покрај тебе, главните улоги во филмот ги толкуваат и Жарко Димовски и Дамјан Цветановски. И јас ти споменав твојата хероина е Лили. И ти споменав пред малку како замислував дека изгледал процесот твој за да го оживееш и доловиш ликот на Лили. Но со оглед на тоа што не ми беа баш најточни моите претпоставки, ајде да им опишеме на гледачите како изгледа да се глуми во анимиран филм, затоа што луѓето те знаат од театарската сцена, можеби и од филмската, но ова е сосема нешто поразлично. Велиш многу повеќе глума од вообичаено. Или колку за тебе беше предизвик ваква една улога? Ова патување за мене беше доста забавно, беше за мене исто така голем предизвик, бидејќи имам јас некакво искуство во однос на застанување зад микрофон, сум синхронизирала, сум имала реклами, сум снимала други цртани, ама ова беше навистина нешто ново. И бев онака како бебешки чекорчиња правев. Единственото нешто што беше најсигурна алатка беше мојата доверба спрема Гоце, затоа што прво ова е прв голем, толку важен проект и беше навистина одговорна позиција. Никако не може да се спореди со... Видете, знаете како, ниту улога со улога не може да се спореди, ниту представа со филм, ниту анимиран цртан, па прв во Македонија. И замислете, вашиот режисер 9 години знае тоа како го замислува. И сега треба да го доловиш баш така како што Гоце го замислува. Да, со тоа што единствената сигурна линија беше да му верувам, што ми кажува, оти снимањето не беше, имавме ние некои проби, неколку проби, ние си ги разјаснивме работите, разбрав, предпоставував дека разбрав, но кога влегуваш во студио, и едноставно тоа треба да откачиш, да извадиш нешто што никогаш не си го извадил од себе. Насоките кои што ми ги даваше беа прецизни и кога веќе тргнавме во нештото и кога видов дека е добро, викам окей, значи на сигурен пат сме. Многу е различно, ништо не е лесно во животот, значи ништо не можам да кажам било што сум работела дека ова е полесно или ова е потешко, кога имаш одговорност спрема нештото. Меѓутоа беше ново искуство за мене,
се надевам не и последно, затоа што беше така доста волшебно, навистина тешко, одговорно, меѓутоа задоволството на крај е огромно. Да. И ова е една филмска приказна која што се уште трае и како рече Гоце, можеби оваа година е доста поуспешна и од претходната со оглед на сите фестивали. Ќе зборуваме и за нив. Ќе се навратам, Димитар, на тебе. Како изгледа процесот на создавање на ликот? Ти ги имаш насоките од Гоце? Како оди тоа? Не ми е јасно. Па се почнува нели со сценариото. Сценариото го се преведува во тоа што го викаме ние сториборди, тоа е како визуелна репрезентација на самото сценарио и се водиме според него и според иницијалните дизајни на арт директорот Дамичо. И од тука имаме процес каде што ги адаптираме малце, пошто он илустрира поише како за илустрација и ние треба малце да одлучиме. Да, први што треба да направиме е да одлучиме што можеме практично да анимираме, што не можеме, пошто не смее да биде премногу комплицирано. Инаку заглавивме, толку е, нема да мрднеме. И уште побитно од тоа е, после од кога ќе ги завршиме сите тие работи, се потпираме на процесот на анимирање, како се прави тоа со принципите за анимација кои што се воспоставени уште од времето почетоците на Дизни. И голема верба во режисерот, во Гоце, и во процесот. Значи Гоце клучналка за се. Да, Гоце дефинитивно клучналка беше. Баш како што спомнавме претходно, никој немаше искуство во прајање во овој филм, ваков тип на филм. И моравме се подпреме, и Гоце тоа одлично го направи, како да се снајдеме и да го направиме да биде нешто поише негови збирот од деловите на проектот. Каква е Лили и како ја доживуваш кога го гледаш филмот? Па процесот на создавање на Лили и гледајќи го финалниот резултат исто беа збунувачки за мене, затоа што навистина е многу различно кога си од другата страна и кога, бидејќи тоа беше пак фазата, сега не ја знам точно која е постпродукцијата е од после фактички. Постпродукција, ја доживував баш како што кажа ти, како една исклучителна хероина. Знаете како тоа е еден таков свет од некоја чудесна фантазија, каде што и е жена, и е маж, и е борбена, и е нежна, и е гласна, и е тивка, и е еден таков микс од сплотени секакви карактеристики. И снимањето беше гласно, бидејќи стварно е воинствена. И за да се долови сето тоа, да, меѓутоа има и контрастни линии кои што се фатја. И гледајќи ја премиерата, стварно бев фасцинирана, мислам, не од мојата работа, од целиот продукт, затоа што навистина видов дека Гоце е создавач и целата екипа и целата армија што ја створил. Го гледам нешто и онака само си не е верно дека е од кај нас. Ова апсолутно не се случило тука никогаш. И му посакувам на филмот само да го прошата на вистина целиот свет, а бога ми на пола света е веќе. Да. И па ајде ќе се навратиме на тоа. Како оди таа патувачка фестивалска приказна? Прво да споменеме како се започна лани, каде беше официјалната премиера Гоце, заради тоа што македонска, да споменавме, беше на минатогодишното издание на Кино Нова. И после тоа, ако не се лажам, играше во киносалите кај нас. Но патувачката приказна по фестивали продолжува и оваа година. Кога почна се? Значи, светската премиера беше на 8 октомври, значи сега сме околу една година и кусур. На еден од најголемите светски фестивали посветен на жанрот на фантастиката, во Сиджес, во Шпанија. Значи, јас многу се израдував кога дознав дека филмот влегол. Вие аплицирате, така? Да, по тие фестивали? Бидејќи ете ми беше сон да почне филмот на некој поголем фестивал и по можност поголем фестивал кој што е специализиран за тој жанр. Да. И
Така што првата репрезентација беше во Сиджес, потоа игравме во Скопје, а понатаму бевме во еден од најголемите фестивали на Латинска Америка во Сао Пауло. После тоа почна со така нека голема брзина, со некој ритам од 2-3 фестивали месечно. Бевме... Тоа е добар, супер ритам. Да, одлично е. Само го чекам да видам дали ќе ги каже сите фестивали. Не. Повеќе од 30-тина се така некако? Да, па уште неколку не фалат за 40, да. Значи за еден месец ќе стигнеме до 40 до таа бројка. Би ги издвоил исто фестивалот Бафици во Аргентина, кој што е исто така и од најголемите во Латинска Америка и во најголемите на светот за независен филм. Значи, тоа е, да речеме, латиноамериканскиот Санденс. Така, беше, мислам, навистина, јас колку што можев патував на едно 15 на фестивали. Дали го прошета светот? Го прошетав убаво. Во овој месец, во октомври, беше апсолутен рекорд, имавме 10 фестивали. Во октомври? Во октомври, да. Добро, браво. Значи, завчера беше турска премиера на филмот. Имавме канадска премиера, имавме америчка премиера, имавме тајландска премиера овој месец. И така, имаше уште имавме српска премиера, имавме така, да, значи се собра. И на што се смиташ дека се должи Гоце овој поголем интерес оваа година? Можеби заради тоа што почетоците биле на реномирани фестивали каде што ги виделе? На почеток на пример има одреден тип на фестивали кои што барат да биде, нели, ако не е светската премиера кај нив, да биде барем континентална или национална. Добре. Така што првите неколку месеци бевме концентрирани само на најголемите фестивали на аплицирање. Се разбира, например, за секоја апликација, тоа е оној дел каде што за секоја да има многу повеќе не, но процентот на успех е доста добар на филмот. Значи, сам да кажам, еве, до сега со претходните филмови исто имав добри успеси, но не сум стигнал до оваа бројка. И имавме и награди, исто добивме во Италија, во Еквадор, во Австралија, во Романија. Значи, ова 10 години што си се посветил на филмот, вредело и повеќе од дефинитивно вредеше. Мислам, пред се, мене беше важно, кога го почнавме, и да ја раскажам приказната кој што е нешто, нели, мислам, самиот филм е НЛО во македонската кинематографија. Значи, така, и мислам, анимиран филм. Сега ние очекувавме дека малку побрзо ќе го завршиме, но... Добро. но тоа не зависи од сите работи, само од вас, тоа е работата. Така. Но од друга страна вредеше, бидејќи создадовме поголем тим на уметници кои што сега, мислам, ние сме спремни сега за многу поголеми предизвици, бидејќи некако знаете, во еден момент, после толку долга продукција, си кажеш дали некогаш ќе го завршиме овој филм или не. Дали вреди, веројатно се прашувате? Па, некако вредеше, дури кога бевме во најтешкото, секогаш ми беше преубаво и вредеше, но си кажеш дали ќе биде, мислам, онака, секогаш си толку, само уште 2 години, така, мислам, веќе кога си, но сега, например, да речем, тоа што се промени кај мене, што сега веќе немам никаков страф од никаков предизвик. Значи, реков, окей, овој филм кога го заврши, значи се е возможно. Се што е следно, да, баш се може да биде возможно. И сега Емилија не била на сите овие премиери, ама беше во Лесковец. Така. Би во Лесковец, да. Не, како, Иве, од твој аспект, како го доживуваат филмот другите луѓе? Затоа што сепак е научна фантастика, велиме, сепак е приказна која што светот успеал да ја разбере на сите фестивали кои што ги споменавме, на сите континенти работава, но како е чувството кога ја гледаш реакцијата на луѓето? Со Гоца не поканија после проекцијата да се качиме на сцена за да ни постават неколку прашања во однос на филмот. И како што се качивме ние, кога ги видов луѓето во публика, колку беа насмеани, колку беа срекни. И, знаеш, дури мене ми се случувало кога сум гледала некогаш во кино, кога сум гледала некој филм,
да потрчам, не знам, до тоалет да отидам. Не, никој не мрдна, значи останаа таму луѓето и сакаа да ме да не слушаат пропуштат нешто, и да постават неколку прашања, значи стварно беа многу, предпоставувам дека беа задоволни од експресиите на нивните ликови и од тоа дека не сакаа што побрзо да киднат, оти мислам дека тоа е поентата, нели, да луѓето бидат весели и задоволни кога ќе погледнат нешто ново. И зашто се интересира најмногу, што ве прашува? Па ги интересира ете за постпродукцијата, за каде прошетал филмот, колку време се правел, како е да се создаваат вакви ликови, значи сите ги интересира у суштина истото. Се спомна и за фестивалите исто, затоа што навистина прошета филмот. Навистина го бараат. Знаеш, може би тоа се должи дека и па премиерата беше во втората половина од годината, значи пошто беше октомври, па веќе знаеш како старташе премиерата, еве не прекина Гоце цело време кој да се слушнеме. Сега идеме ваму, сега идеме таму, сега. Значи јас од никој во животот немам слушнато толку многу новости за нивните проекти. Во случајов ова и јас сум дел од овој проект, така да беа многу задоволни и мене ми беше лесно да стигнам, пошто е пак е сепак нели Србија и можам да се вратам ради моите обврски побрзо, ама како и да е, чувството е неверојатно. Стварно бев изненадана од тоа колку беа и они задоволни и поставува прашања. Навистина, значи, кога се насмеани луѓето, значи си направил многу добар проект. Тоа значи дека би пак анимиран филм? Апсолутно. Сега човеков е растрчан за повеќе проекти, јас само викам сакам кастинг. Да, зошто да не? Тоа е нешто ново и треба да се предизвикуваме и навистина треба да се разработат овие нешта, нашава држава заслужува секакви уметности. Да. Еве спомена кастинг Емилија Гоце, беше тешко да се одберат тие тројца главни ликови? Секако, да. Што треба еден актер да поседува за да нели може да ја долови улогата на одреден херој или лик во анимиран филм? Да, значи кастингот за филмот траеше, првиот круг траеше 3 недели. Значи направивме отворен кастинг јавен со повик каде што секој можеше да се сними, имаше делови од текстот и слика како изгледа ликот за да можат визуелно да се замислат. И добивме, не знам, преку 300 актери снима, значи тоа требаше да се преслуша, многу време зеде, па да се размисли, да се направи потесна селекција. После потесната селекција доаѓа на да се видиме, да поразговараме, да пробаме во живо, да видам како реагираат. Мислам во првиот круг тоа што слушав беше бојата на гласот, динамика на зборување, значи јас на пример не се сомневам, нели секој актер си ја знае работата, така што со доволно добра комуникација со режисерот, секој актер може да извади нешто, но има многу специфични работи, на пример за одреден лик не можат сите актери, без разлика колку се добри. Така, значи, едноставно треба да одговара бојата на гласот на тоа што го гледаме и динамиката на зборување. И така што и за мене беше еден процес малку специфичен до самиот крај. Не си сигурен, мислам и го баравме, например, дури кога беа поделени улогите на пробите, веќе знаеш дека работиш со тој актер, но сега го бараш ликот. Така. И така да процес е еден интересен кој што е многу малку како пинг-понг, нели секој дава нешто по свој. Мислам јас имам некоја идеја, ама во таа идеја таа е многу апстрактна на некој начин. Значи актерот е тој што го мислам што ја дава, што дава крајниот резултат. И уште еден интересен момент што да се надовзам на едно од претходните прашања, дека во анимација ликот го прават два актери, тој што зборува и тој што црта и што анимира. Значи, така малку е на некој начин не шизофренично, туку поделено.
поделено и затоа на пример еве и Ема кажа дека се изненадила кога видела како тоа е после мислам кога видела сликата, а од друга страна па аниматорите додека анимираат нели соработуваат со гласот на сега например тие можеби ако во некој случај каде што имавме значи анимација претходно направена таа не одговара на тоа што било после изглумено, па мораме да го адаптираме. Да. И Ива Димитар ќе каже што беше најголем предизвик за тебе во поглед на анимацијава? Дефинитивно најголемиот предизвик покрај она техничкото што е тоа како, значи со индикации на актерот и сценариото како сега да го пошто ние на некој начин изглумуваме, му даваме нешто на самиот карактер. И тоа е голем предизвик. Едно е да се анимира топка како отскокнува или кола како се вози, ама кога е карактер, кога е живо битие, пошто тоа е нешто што на многу ситуации сум го кажал на млади аниматори кои што рекле сакаме да бидеме или сум ги подучувал. Немој да мислиш на ова како цртеж, него мисли го како лик. Лик кој што ти треба да го донесеш во живот. Така да мора од самиот аниматор нешто да излезе и он ја комплетира таа една слика за карактерот. Многу интересно и тоа беше многу голем предизвик. Да. Јас знаев дека ќе ни биде малку времето, имаме само уште некои 2-3 минути. Гуца, би сакала да ми споменеш за македонската премиера, за интересот од Македонија, со оглед на тоа што филмот беше едно време на редовен репертоар во киносалите. И каде следно? Да, значи филмот помина одлично. Јас секогаш уживам мислам во разговорите со публиката. Посебно па со детската публика, бидејќи мислам не знам, нема некој поголемо задоволство кога ќе видиш насмеани деца и кога после филмот... филмот... да направиш филм. Да, после филмот кога ги имитираат ликовите, ги кажуваат репликите, па после една недела се јавува родителот, кажува, леле, уште го кажува за филмот, раскажува, значи ете некој... Ефектот е постигна, да. Да, така. А инаку наредно сега работам на анимирана серија која што исто не смеам повеќе од тоа да кажам. Добро, но е чекор напред во филм ова серија. И исто така спремаме нов долгометражен анимиран филм со ликовите од светот на Биби. Се вика Златната пеперутка. Добивме награда во Италија за развој на проект, така да значи тоа беше во огромна светска конкуренција и идната недела го презентираме во Чешка. Значи, сигурно нема да биде работа 9 години. Не, овој пат на 3 години максимум. Добро, каде следно Јон Вардар против галаксијата настапува? Односно, се прикажува? Да, имаме на 1 ноември сме во Белгија. Тоа е утре. Да, утре сме во Белгија. Утре сме во Белгија, не, јас нема додам. Потоа имаме наредни фестивали, имаме во Мексико, кај беше во Чешка, друго, значи не е поврзано со ова што дам за презентација на другиот проект. Мексико и Чешка, имаш уште неколку, ама искрено сега вака во моментов не ме текна. Горе-долу ќе се заокружи бројот од 40 фестивали за годинава, верувам дека и следната ќе има уште. Сигурно. Супер, фала ви многу, одлично друштво бевте и благодарам за целата работа што ја правите во македонската кинематографија, да можат и овие генерации деца да растат со македонски филм, така, зашто да гледаме странски кога можеме да имаме и нешто домашно. Посакувам само успеси. Увели. Фала. Не, само да кажам, имаше една реакција на премиерата, едни деца прашува после, овие на македонски зборува? Чудно е за овие денешни деца, затоа што сме навикнати на други стандарди, но се надевам дека ова ќе стане секојдневие за скоро. Ви благодарам многу за прекрасниот разговор. Ви благодарам и вас што го следевте ова денешно издание на Ние.